Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Ова е македонски превод на говорот кој го одржал Хазрети Муслех Маут Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад Халифатул Месих II во текот на Џалса Салана, годишен собир на Ахмадија муслиманскиот џемаат на 28 декември 1916 година и Фазл Умар фондацијата го печатела на урду јазик како Зикир и Иллахи. Рабва декември 1982 година. खुदाए मन दवाए मन शिफाए मन कबाए मन रिदाए मन रिजाए मन जियाए मन. Почитуваниот говорник беше син на основачот на Ахмадија муслиманскиот џемаат, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија. Во 1914 година, кога имал 25 години, тој е избран за халифа, тоест наследник на ветениот Месија. Тој заедницата ја водел 52 години и служел за целта за која била основана. Го вдахнал и поттикнал духовниот напредок на своите следбеници. Тој говорел и пишувал во одбрана на исламот и ги втемелил институциите да го пропагираат исламот ширум светот. Зикир и Иллахи го покажувал вистинското разбирање на односот помеѓу Аллах, Создателот, и човечките суштества во нивно трагање по него. Полна е со мудрост за тоа како тој однос да биде негуван преку Зикир и Иллахи, спомнување на Аллах. Тоа е ризница која ќе им користи на сите оние кои ќе ја практикуваат за да основат жив однос со својот Создател. Нека Аллах го прими овој понизен напор во преводот на овој говор. Нека тоа биде извор на унапредување на вистинското разбирање за Бог и за многумина, да им помогне да ја стекнат неговата љубов и близина. Сета слава му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. قبول کن دعائے من زمین و آسمان کا نور مکان و لا مکان سے دور ہما صفت ہما سرور خدائے ذوالجلال طور قبول کر دعا ضرور. Јас сакам да ги допрам следните теми. Што е Зикри Иллахи или спомнување на Аллах? Зошто е Зикри Иллахи неопходен? Разни форми на Зикри Иллахи, мерки на предпазливост кои треба да се превземат во обавувањето на Зикри Иллахи, вообичаени погрешни разбирања за Зикри Иллахи, начин за ослободување од шејтанското влијание и одржување на концентрацијата во намаз. Овој предмет е општа важност. Тој се однесува на сите човечки суштества, големи и мали, богати и сиромашни, млади и стари. Кога ќе ги практикувате идеите кои денес планирам да ви ги изнесам, ќе ви станат очигледни корисни резултатите од Зикри Иллахи. Што е Зикри Иллахи или спомнувањето на Аллах? Зикр е арапски збор кој значи споменување. Кога е употребен за Аллах, зборот се однесува на начините на спомнувањето на Аллах, со мисла за неговите атрибути, со нивното непрекинато учење, со потврдувањето на ревност и искреноста и размисла за неговата семоќ и сила. Важноста на овој предмет. Колку е важен Зикри Иллахи? Накратко, тој е битен и од голема важност. Не сум јас тој што го нарекува голем, туку Аллах така вели. Односно, споменувањето на Аллах е на повисока положба од сите останати постапки на ибадетот. Ова тврдење дека овој предмет е толку важен не е мое. Тоа го прогласил самиот Аллах. Зошто е Зикри Иллахи неопходен? Ако овој предмет е од толку голема важност, Исламот тоа секако постојано ќе го истакнува. Впрочем, тоа и се случува. Ние не идуваме на чести подсетувања за тоа во честниот Куран, како на пример:
Спомнувај го името на Господарот секое утро и вечер. Слично на ова во еден од хадисите, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели: кога луѓето ќе се соберат поради спомнувањето на Аллах, тие се обкружени со мелеците и прекриени се со милоста на својот Господар. Поради тоа, јас ја одбрав оваа тема за овогодинешниот собир. Илјадници од вас дојдоа оддалеку да присуствуваат на овој собир. Кога јас ќе зборувам за ова тема, мелеките врз вас ќе ги истурат Аллаховите благослови. Кога ќе се вратите дома и кога ќе го повторувате тоа на оние кои не биле тука, тогаш благословите ќе се шират во целиот џемаат. Хадисот кој го спомнав порано покажува дека спомнувањето на Аллах на собирите е благословен настан. Тој ги привлекува мелеките кои со себе ги носат Аллаховите благослови и милост. Според тоа, очигледна е важноста на зикирот. तेरे वो दीन की खिदमतें, तेरी वो खास बरकतें, तेरी अजीब नुसरतें, तेरी लजीज नेमतें, तेरी... Секако, мелеките на оној кој врши зикр ќе му оддадат почит, тој ќе го привлече нивното внимание и тие непрестано ќе посетуваат да прави добри дела. Постоењето на мелеките не е измислица на човековата замисла, тоа е стварност. Јас лично видов некои мелеки. Еднаш неформално разговарав со нив. Низ своите чести посети, мелеките засноваат пријателство и сродство со оние кои го спомнуваат Аллах. Семокниот Бог вели: О, вие кои верувате, нека вашиот имот и вашите деца не ве прават невнимателни кон спомнувањето на Аллах. О, вие кои верувате, спомнувајте го Аллах често и величајте го наутро и навечер. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем во овој хадис ја истакнал важноста на зикр. Хазрети Абу Муса Ашари пренесува дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: сличноста помеѓу човек кој го спомнува својот Господар и оној кој не го спомнува е како помеѓу оној кој е жив и оној кој е мртов. Оној кој го спомнува Аллах е жив, оној кој не го спомнува не е, тој е мртов. Хазрети Абу Дарда пренесува дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: сакате да ви кажам за најдобрата постапка и за најблагородното дело кое ја воздигна вашата положба, и за вас е подобро од трошењето злато и сребро, и подобро од што да се соочите со своите непријатели и да им ги пресечете вратовите, или сами да бидете убиени. Асхабите рекле: секако, те молиме, кажи ни. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: тоа е спомнувањето на Аллах. Според друг хадис, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: спомнувањето на Аллах има голема дерџа, награда. Асхабите прашале: о Аллахов пратенику, дали тоа е на поголем степен од џихадот, борбата на Аллаховиот пат? Тој рекол: да, бидејќи спомнувањето на Аллах е она што ве охрабрува да ја преземете борбата. Потребата за поголемо внимание кон зикр во нашиот џемаат. Толку многу е важен зикрот, но сепак во некој поглед многу членови во нашиот џемаат не му посветуваат доволно внимание. Семокниот Бог одредил да бидам природно наклонет кон длабоко размислување. Јас длабоко се замислив над овој предмет и од својата младост подеднакво сум загрижен како што бев и тогаш. Какво невнимание и да постои во нашиот џемаат во однос на спомнувањето на Аллах мора веднаш да биде отклонето. Ветениот Месија алейхи селам силно ја истакнал довата. Со Божја милост, нашиот џемаат води сметка за ова обврска. Ветениот Месија алейхи селам исто така го нагласил значењето на спомнувањето на Аллах, но џемаатот на тоа не обрнал доволно внимание. Немарноста во спомнувањето на Аллах делумно е последица од влијанието на западното образование. Многу луѓе сметаат дека нема смисла во тоа да се седи сам и да се зборува ла илаха ила Аллах,
нема друг Бог освен Аллах, или да се рецитираат Божите атрибути, како што се Кадус, свет, Алим, сезнаен, Кабир, се запознаен, Кадир, семоќен, или Халик, создател. Овие идеи влијаеле на многу наши членови, кои биле препуштени на западното образование. Земјоделците ја чинат втората друга голема група во нашиот џемаат. Во минатото тие не биле добро известени за концептот на зикр и неговата корисност. Поради тоа, тие не ги создале навиките на зикр. Доколку заедницата на земјоделците не биде научена како треба, не може да се очекува да му придава доволно внимание на спомнувањето на Аллах. मिले हमें खुदाए मन, मिले हमें खुदाए मन, मिले हमें खुदाए मन, कबूल कुन दुआए मन, खुदाए मन, खुदाए मन, कबूल कुन दुआए मन। तेरे वो दीन की खिदमतें तेरी। Намазот, правењето на 5 пропишани намази во текот на денот, исто така е спомнување на Аллах. Со Аллаховата милост нашиот џемаат е редовен во извршувањето на намазот. Меѓутоа, освен во намазот, важни се и останатите начини на спомнувањето на Аллах. Иако тие не се потполно отсутни во џемаатот, сепак не им се придава доволно внимание. Некои членови воопшто ја немаат навиката на спомнувањето на Аллах во додатокот на намазот. Ако некој е исклучително убав, но има изобличени очи, уши или нос, дали ќе биде наречен убав? Воопшто не. Секој ќе рече дека е грд. Со други зборови, членот на џемаатот кој не ги користи сите начини на спомнувањето на Аллах е како човек кој носи многу скап мантил, кошула, јакна и панталони, но нема кондури или капа на главата. И покрај постоењето на неговата добро направена облека, тоа што му недостасуваат кондури и капа на главата, ја прават неговата појава непотполна. Немањето навика во спомнувањето на Аллах е недостаток, а луѓето со добар вкус не сакаат никаков личен недостаток. Јас ќе ви ги покажам начините на спомнувањето на Аллах, кои Аллах и неговиот пратеник ги пропишале во додатокот на намазот. Без оглед дали некој во целост ќе ја свати филозофијата на овие наредби или не, неопходно е да се следат за да се стекне духовна извонредност. Некои членови на нашиот џемаат сметаат дека со извршувањето на задолжителниот ибадет ја завршиле својата должност и дека нема потреба од навафил, тоест од доброволните намази. Ова е погрешно сваќање. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели дека семокниот Бог му рекол: со извршувањето на навафилот, моите робови стануваат толку блиски до мене, што јас станувам нивните уши со кои слушаат, очи со кои гледаат, раце со кои држат и стапалата со кои одат. Овој хадис ја открива вредноста која Аллах ја дал на навафилот и високата положба на човекот, кој го извршува. Аллах него го воздигнува толку високо, што тој почнува да ги впива неговите атрибути. Според тоа, навафилот не е обична работа и не посветувањето на внимание на неговото извршување е повод за голема грижа. Човекот е наклонет кон немарност и мрзеливост. Тој сака да оди по линија на помал отпор. Семокниот Бог, кој ги знае слабостите на своите суштества, одредил некои постапки на ибадет задолжителни, а други доброволни. सलाम मुक्तदा पे हो, दुआ हराशना पे हो, खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन, खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन,
खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन. Денес го завршивме првиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Еселаму алейкум.